драги пријатели, ценети сограѓани и наши луѓе од блиску и од далеку. Добре дојдовте на традиционалните селски средби во нашето убаво и гордо Џидимирци. Денес сме се собрале заедно, обединети од љубов кон родното место и почита кон нашите корени. Каде и да не однал животот, Џидимирци секогаш останува во нашите срца. Ова село не е само место на мапата, тоа е наш дом, наш спомен и наш идентитет. Овде растеле генерации кои со труд, честност и љубов го граделе животот, а ни оставиле вредно наследство што треба да го чуваме и да го пренесеме на идните поколенија. Овие средби се можност повторно да се видиме, да се дружиме, да се подсетиме на убавите времења и да создадеме нови спомени. Нека денешниот ден биде исполнет со радост и добро расположение. Благодариме до сите што помогнале во организацијата на овој настан и до сите вас што сте денес тука. Вашето присуство е најголема вредност на овие средби. Ние сме живи и здрави, нека сме живи и здрави и уште многу години да се собереме во слога, љубов и заедништво. Ви благодарам. Ве молам да ми дојде на лева страна господинот генерал Димов. Добре. Братучет Гиге, повели. Кога се питаш дали е кокошка била прва или јајце, никој не знае одговор да го каже тачно. А денеска знам да кажам нешто. Без Гиге, без генералот, Џидимирци, така како што е сега, никогаш не би постоело. Во Џидимирци пред 65 години се исели. Оти државата имаше некој нов интерес да направиме тука, да се направи тука некој полигон. Во тоа време така беше и така стана. За тие кои сте прв пат тука, во село, од тука од патчето, па тамо до тие двете куќи, беше со 54-53 куќи. Полата беа тука долу. Многу родовитна земја, бостан, фантастичен, нигде не беше поарено тука и афијанот тутон, дури афијанот вика дека Афганистан има 92% чист, а Џидимирскот беше 97%. Со афијанот селото се дигна, порасна од сиромаштија, ама иако беше селото вака сиромашно, никоја куќа немаше клуч. Се беше отворено. Џидимирци така беше ли? Така е. Така. Ја морам на воа место, оти за мене воа е свето место. Попот ни го, како се вика, да и го испее вамо намо и тука не смеш да лажиш, ништо. Немаше лажење. Да, ја, поред вие двојца мои другари, морам да ги споменам уште 5-6 кои ми помогна да почнеме од нула. Тоа е Трајче, братучет мој, Димитриев, Марга Бомбаровска, Ристе, Скопјанецот, дигнеа раката да видат, Драги Трајков, ево така, и голем допринос и Панчо Минов ни дади. Така да, сега редот дали е тачно се, прво е она двојца се, па после сите или си први или задни исто е. Така.
Така да јас сум голема благодарност до вас што дојдевте тука. Марга што кажа, ја би сакал и понатамо да се наоѓаме на воа место, прва сабота во јуни. Ваа година малку променевме програмот, оти тука е жешко, нема чадъри. Генерација 70, 65, 85, зошто да се мачиме? Програмот ќе го правиме во културниот дом. Тука сакам само господинот Попов да направи својата работа, ми ќе запалиме свечки, малку сладко и полека ќе се заминеме за Неготино. Фала ви, благодарувам. 10 години. Кажете юбилеј 10 години е оваа година. Добро да го ја Мишко. Ваа година е 10 години од кога ваа се роди тука. У април 2016 година го поставивме, но из не знам кои причини војската не ни дозволи таа година да го отвориме. И морам сега да го споменам уште еден човек кој ни ги отвори другите врати. Тој е Павле Рибарски, со државниот секретар во Министерството, ни дозволија да 2017 можеме и од тогаш сме слободни и идеме кога сакаме, идеме чистиме, уреđujeme. Така да, јас сум многу задоволен. Уште нешто. Тука се запишани имиња на семејства кои се починати тука. Ако има од вас било кој дедо, прадедо закопат тука, најдете Марга, она е секретар наш на форум за джедимарци, ќе ни кажете како се пише и од вас страна на настрана може слободно да запишеме. Не треба никакви пари, тоа ќе решиме ми. Вчера беше еден голем ден, а денеска уште поголем. Зошто? Кога ќе одите од другата страна, ми туревме знамење, македонската застава, и сега ја мислам дека сите тие што се тука позади ќе бидат поносни на нас. Оти гробишето е отворено, семејствата се тука, и за тие кои сте прв пат тука имаме посхумно покопан мој дедо Комита Ристо Витанов Патрички. Така да после можете од другата страна малку да прочитате и тоа е тоа. Фала ви и убав ден. Од тука одиме тамо, одиме во музеот на брзина и 15 до 12 ве молам, автобусот ќе ве одведе пред културниот дом. Добро. Господине Отец, Попов, Не, ако дозволите само една минута, нема ништо така. да продолжам. Ајде. Па ќе му дадам на колегата, мислам колеги сме, да си ја заврши својата работа по која дојде денеска овде. Јас сум од другата страна која работела и работи овде на полигонот и некогаш давно пред 65 години, како разбрав, вашите семејства, дел од вас иселили од овде. Али тоа е таа работа и тука промени нема ја. Мене ми е чест и задоволство да ве видам. Меѓу вас има возрастни луѓе, има омладина и треба оваа традиција да се сочува. Направени се големи напори за да се отвори во делот на полигонот, да се вие вратите на вашите корени и не може никој да ви ги одземе. Вашите предци се овде и тоа е ваше право и кога годке за секоја задушница, доколку нема активности, да дојдете да ги посетите вашите. И немојте да ги заборавите од каде сте потекнали. Ви благодарам многу. Усрдно да ни дарува ослободување од гревовите. Благословен си Господи, научиме на Твоите заповеди. Образум на Твојата неискажлива слава.
Иако ги носам раните од прегрешенијата, биди милосрден кон Твоето создание, Владико. Добар ден на сите, почитувани присутни, почитувана градоначалничка на општина Неготино. Добре дојдовте, ви посакувам од име на директорот и од име на вработените на музеј на град Неготино. Топло добре дојде. Чести задоволство ние што сме дел од овие џдимерски средби кои што се одржуваат по 9-ти пат веќе одина традиционално. Чести задоволство е што сме дел од сета оваа приказна. Посебно што имаме една џдимерска соба која што безбедивме во рамки на етнолошката поставка и која што е сместена нели во горниот спрат во музеј на град Неготино. Како доказ дека има позитивен одзив овие средби е збогатувањето на збирката со тоа што оваа година ни донира уште една машина за шиење на предци со потекло од џдимерци и тоа од Дарко Бидони. Меѓутоа човекот е со хендикеп и за жал не можеше да дојде да присуствува на денешните средби, но еве зголемување на збирката, значи позитивен одзив на овие средби и да не должам многу, бидејќи малку и со времето сме кратки, ве поканувам да ја разгледате џдимирската соба, да ви остави добар впечаток и кој што се надевам дека ќе ви биде мотив и поттик да ги следите овие настани кои што се организирани од општина, од страна на општина Неготино и кои што сме, па уште еднаш ќе кажам, дел од цела оваа приказка. И посакувам убав ден, добро расположение и повелите. Од името на џдимирчани ви благодариме. Ала многу, ова многу ми значи. Посебно со вакво посебно внимание.
затоа, почитувани присутни, добар ден и добре дојдовте на одржувањето на 9-тите поред Џидимирски средби, како и на одбележувањето на 10 годишнината од поставувањето на спомен обележието на местото каде што некогаш било Џидимирци. Од име на организаторот ви посакувам срдечно добре дојде и да се чувствувате пријатно за време вашиот престој во киносалата на Центарот за култура Ацо Ѓорчев, благодарност за условите идеални за овој настан и да уживате секако во програмата која што следува во продолжение. На почетокот, химната на Република Македонија во изведба на хорот Франци Прешер под диригентска палка на маестро Александар Науневски. Им благодариме на членовите на хорот Франци Прешерн, кои се наши верни пријатели на Џидимирските средби. Нема година средбите да не поминат без нивни настапи. Во име на организаторот им се заблагодаруваме и ним за нивното континуирано присуство. Покрај државната химна и Џидимирчани си имаат своја химна, а неја ќе исполни легендата на македонската народна песна господинот Ибуш Ибраимовски. Надеж да засадиш.
сега го поканувам председателот на Граѓанскиот форум за Џидимирци, професор доктор Јован Лазарев, да ве поздрави и да ви се обрати. Повелете. Добар ден на сите. Почитуван Лјупчо Димовски, заменик председател на владата на Република Македонија, почитуван Златко Пенков, пратеник во Собранието на Република Македонија, почитувани градоначалници, почитувани амбасадори, почитувани џидимирчани, почитувани гости. Добродојдовте на 9-тите џидимирски средби. Во име на Граѓанскиот форум за џидимирци, дозволите ми се заблагодарам што дојдовте на оваа наша 9-та средба на потомците од селото Џидимирци. По долги години незаборав, повторно се сретнуваме за да ги воцираме спомените на нашето детство, поминато во селото Џидимирци. Ние ги одржуваме секогаш овие средби во првата самота месец јуни и во изминатата година, во изминатите 12 месеци, се случија некои работи, некои многу добри работи за нас џидимирчани, се разбира и не така добри, имаме одредени загуби. Најважната работа што се случија се тие што на ланските избори 20 наши потомци стана градоначалници на 2 општини. Нашата Марија Нацева убедливо победи и со тоа стана градоначалник на општина Неготино. Таа е првата жена градоначалник на општина Неготино. Марија е ќерка на Стојан Нацев, роден џидимирец и џидимирчанец. Кире Нацков, потомок од џидимирци, по втор пат победи во градско и го доби мандатот за уште 4 години да ја води општината. Повторната победа е потврда дека тој успешно и честно ја водел општината во првиот 4 годишен мандат. И не честитаме победата и им посекуваме успешна работа. Работливо и честно да ги водат општините, а граѓаните ќе знаат тоа да го наградат со уште еден мандат. Не е тајна дека ние сите џидимирчани кои живееме во Неготино и Неготинско, како и во Градско, ја дадовме нашата целосна поддршка за нив. Гордост и задоволството е големо затоа што тие ја продолжуваат традицијата на успешни луѓе со потекло од село Џидимирци. Уште еднаш честитки. Во изминатите 12 месеци го загубивме нашиот другар Орцо Јанев, најмалиот син од фамилијата на Ифтим и Форка Јанев. Тој секогаш беше тука со нас. Исто така го загубивме нашиот голем поддржувач и учесник на сите наши средби, господин Панчо Минов. На 20-та нека им вечна слава, нивните ликови ќе останат трајно во нашата меморија, но и подолго, бидејќи нивните ликови се запишани во книгата за џидимирци, која создадовме Ѓорѓи Малковски и јас. Иако се ова 9-ти поред средби, ние сепак славиме мали јубилеј, а тоа е 10 години од поставувањето на спомен обележието во селото. Бидејќи селото е целосно иселено, а куќите рушени, спомен обележието е единственото нешто што постои на местото на некогашното село и кое ние секоја година го посетуваме. Иницијативата за изграда на ова за нас значајно спомен обележие дојде од нашиот сограѓанин Тасе Лазовски, кој е роден во Џидимирци, но на 2-годишна возраст, заедно со неговите родители, се преселил во Словенија, каде што живее и денес. Тој е тука и топло го поздравувам и него.
својот братовчет Глигор Станоев стапил во контакт со војните власти и со помош на генерал-мајорот Зоран Димов е добиена дозвола за изградба на спомен обележение. Генералот Зоран Димов е денес меѓу нас и јас топло го поздравувам. Во реализацијата на изградбата на Тасе Лазовски му помага Глигор Станоев, покојниот Трајче Димитриев од Девелкапија, Благи Трајков, Марија Бомбаровска, Павле Трпков и други, за што уште еднаш искрено благодарам. Нашите средби од година во година стануваат се посодржани и порека, но сигурно заедно со нашите уметници и нивните прекрасни изvedби остануваат еден вид бренд постигвишијата. Се српнуваме веќе 9 пат, евоцираме спомени, се дружиме, уживаме во прекрасните изvedби на нашите врвни уметници. Покрај тоа, ние размислуваме како да создадеме трајни вредности кои ќе ги оставиме на нашите идни генерации, а со тоа да не се заборави селото кое денес не постои на географската карта на Македонија. За таа цел ние создадовме спомен обележје на некогашните гробишта во селото, напишавме 3 книги за селото, 2 од господинот Павле Рибарски, кој е тук денеска, и едно капитално дело со мојот колега и пријател Ѓорѓи Малковски и мене, како коавтори, каде покрај целокупната историја на селото, по создавањето на селото, по неговото иселување 1967 година, во книгата запишани се сите семејства кои во тој момент живее во селото и целото стебло на секое семејство од 5 до 6 генерации. Нашиот композитор и врвен оперски пејач Ермес Ибраимовски на текстот на Павле Рибарски компонираше 3 песни кои денес постојано се присутни на радио каналите на Македонија. 2 песни се во негова лична изvedба, а едната за селото Ждимирци, која ни е химна, во изведба на неговиот татко Ибош Ибраимовски, кој што веќе ја читаме. Песната беше изведена и на фолк фестивалот Тетовски филиграни. А сега нешто јас што секоја година го зборувам и го повторувам новија наши средби. Селото броеше 35 куќи. Селаните се занимаваа со земјоделие, најзначени култури беа филмот, памукот, бостанот, житариците и сточарството. Секој семејство имаше овци, крави, за да се прехранат, како коњи, за да ги обработуваат нивите. Селаните, по голем дел полуписмени и неписмени, разбраа дека образованието на сите, на своите деца е она што треба да завршат за да излезат од сиромаштијата. Така од селото од 35 куќи со камења и сува трева, како што напишта Павле Рибарски во песната за Ждимирци, и даде нова наша држава 5 универзитетски професори на универзитетот Кирил и Методи. Јас не ги знам сликата, веројатно се вртат тука. 25 лица со високо образование, родени во Ждимирци, 10 доктори на науки, доктори по медицина, инженери, правници, економисти и успешни бизнисмени. Од селото потекнува 20 пратеници, заменик министер, председател на Собранието на Република Македонија, голем број советници во општините. А сега сакам да оддам признание на еден човек и неговата фамилија кој беше најзаслужен за ваквото образование на младите жители од селото. Не знам дали може да застане. Значи, тоа е Илија Петровски, кој ние го викавме Илио Писарот. Тој беше најписмен човек од селото. Тој ги учеше селаните да ги даваат децата да се школуваат. Тој имаше 4 сина, тука се сите, и сите нив ги школуваше во Загреб, во Белград и во Скопје. Сите со факултетско образование. Првите двајца беа инженери и агрономи, ви имате на слайдот, нели? И тоа беа меѓу првите агрономи во општина Неготино, нели? Веднаш по војната, дори некој пред војната. Третиот беше доктор по медицина и потоа професор на медицинскиот факултет во Скопје, тоа е Ристо Петровски, специјалист за ово нос и грл.
мала анекдота, која јас тренирав карате, ми го скршија носот и отидов кај него да ми го исправи. Четвртиот негов син, Петар, завршил градежен факултет во Загреб и што е важно е конструктор на браната Калиманци. Тоа е граден градот. Значи, покрај ова, тука се дадени, покрај овие двајца агрономи, уште други двајца кои што завршија и кои што се меѓу првите во целата општина во Неготино. Тука се дадени четворицата професори, Христо Петровски, Милорад Димовски, Јован Лазарев, Љупчо Јордановски и Родна Живковска. Родна Живковска е пола Джудевицка, пола Неготинка, така и Ачо Делчев, што носи, или познатиот глумец, и го носи името на овој дом или центар за култура. Овој го зборувам, бидејќи ова наше се снима, се снимаат и ги пуштаме и на телевизија, да луѓето го слушнат ова, со една цел да послужи како водилка за едните генерации. Како во тие тешки финансиски услови и во сиромашија сме успеале да се школуваме, може така и нашите деца и внуци да го следат тоа. За крај дозволите да им се заблагодарам пред се на заменик председателот на владата Љупчо Димовски, што изводи време за да биде денес кај нас и да увелича оваа наша средба. Председател, заменик председател, уште еднаш благодариме. На армијата на Република Македонија што ни дозволија да изградиме спомен обележје на место каде што беа гробиштата на селото и секоја година да го посетуваме и да положуваме свеќе и запалиме свеќе на нашите предци. Градоначалничката на општина Неготино, Марија Нацера, која што е член на нашиот граѓански форум, што ја стави програмата ова во програмата на општина Неготино и финансиски даде поддршка. Благодарност до Центарот за култура на општина Неготино, што не возможи да го одржим овие средни во оваа сала. Нашиот спонзор и нашиот потомец Лашко Панчевски, кој што со неговата компанија Екстрабус секоја година ни дава по 2 автобуса или комби за превоз на хорот и другите луѓе од Скопје. Се разбира тука и нашиот неизбежен Тасе Лазовски, која секоја година во Словенија доаѓа на овие средби и благодарам на сите вас кои уплативте годишна членарина со тоа што го помогнавте одржувањето на овие средби. Благодарам и на нашите врвни уметници и хор од Франција Прешен, кои увеличаа оваа наша средба. На сите вас ви благодарам што дојавте денес овде да се дружиме и да ги обележиме денот на Джидимирци. Ве поканувам едната година во првата сабота на месец јуни на 10-те Джидимирски средби. Ве поканувам во Памела после програмата на еден скромен ручек. Уживајте во прекрасната изгледа на нашите врвни уметници. Благодарам се, уште еднаш да се здрави живи. Благодариме на исцрпното и елоквентно излагање на господинот Лазарев, а сега одиме со една музичка нумера, че имаме настап на оперскиот пеач Ернест Иброимовски баритон, кој ќе ја исполни музичката нумера Мајка Слобода. Повелете. Oczekuję
Малку говор, малку музика, сега повторно со говор ја поканувам градоначалничката на општина Неготино, госпоđица Марија Нацева, да ве поздрави и да ви се обрати. Повелете, градоначалничка. Почитуван подпредседател на Влада на Република Македонија господин Илијко Чудимовски, почитуван председател на Чидимирски форум Јован Лазаров, почитуван Тасе Лазовски, почитувани гости од земјава и странство, членови на Граѓански форум за чидимирци и потомци на чидимирчани. Ви посакувам добар ден и срдечно добре дојдете во Неготино. Низ низа заедничко другарување кое започна од раните утрински часови и ќе трае во текот на денот да поминете убави моменти кои што ќе ви останат во длабоко сеќавање. Мојот поглед кон присутните во оваа сала регистрираше многу познати и драги лица кои што кај мене предизвикуваат чувство дека сум своја помеѓу своите. Ова од причина што, како и моите предци, сме со потекло од чидимерци, а токму враќањето во минатото, преку спомените, вообичаено буди многу емоции. Сеќавање на родното село се најтоплиот дом за душата, па токму затоа и ова мое прво обраќање пред сите вас во својство на градоначалничка на општина Неготино е исполнето со возбуда и длабоки чувства. Би сакала да истакнам дека се восхитувам на вашата истрајност, упорност да ги реализирате и одржувате овие чидимирски средби. Горда сум на вас, чидимирчани, за сето она кое што го правите. Спомените за селото, да продолжиме да живеат, а се надевам дека и вие сте горди на мене, како прва жена во историјата на општина Неготино, избрана за градоначалник. Фактите говорат дека во изминатите децении, од разни причини, голем број села останаа без жители или едноставно исчезна од лицето на земјата. Едно од нив е и нашето село Чидимирци. Но членовите на овој граѓански форум за чидимирци се потрудија, се трудат и успеваат во својата намера секоја година поранешните жители на селото и нивните потомци првата сабота во месец јуни да се собираат, да другаруваат и преку евоцирање спомени од едно убаво минато време да се подсетуваат на настани и случувања во селото и во околината. Една таква средба, годинава е 9-та поред, се одржува денеска во Неготино и морам да истакнам дека сум импресионирана од посетеноста на настанот, што од година на година се повеќе има луѓе кои што се присутни на овој настан. Гордоста исцртана на вашите лица, поради вашето потекло и желбата за продолжување на традицијата, меѓу другото и со оддавање почит на вашите покојни потомци за спомен обележјето, изградено пред точно 10 години на местото каде што некогаш било лоцирано Чидимирци. Би сакала од моје лично име и како градоначалничка на општина Неготино, и тоа не заради моето чидимирско потекло, да ви информирам дека секогаш сте добре дојдени во Неготино, а воедно и дека можете да сметате на мојата и на поддршката од општина Неготино во рамките на расположливите финансиски средства потребни за подпомогање на оваа организација. Ви посакувам да останете сите во добро здравје и да имате пријатен остаток од денот. Ви благодарам. Благодариме, градоначалничке. Имаме настап на оперската пејачка Виолета Арсовска, сопран, која ќе настапи со мелодијата О Соле Мио.
средби се во знакот на Джидимирци и Джидимирчани. Па така сега следуваат две песни, две рецитации. И ги поканувам господја Зинка Трендовска најпрво да ја интерпретира нејзината творба Земјата, а веднаш потоа со своја творба ќе се представи и господја Славица Трпкова. Нејзината творба е насловена Джидимирци. Повелете. Најпрви сакам да се заблагодарам за моето учество на оваа манифестација, особено многу емоции ми се врзани со селото Джидимирци, од причина што јас сум потомка на Джидимирци. Мојата баба се викаше Лоза, потекнува од фамилијата Јаневи, така што многу роден 1878 година во село Джидимирци, така што многу приказни ми се поврзани со низиното присуство, со низиното учење, раскажување, пеење и така натаму. По исто време сакам да ги поздравам и членовите на Смелечкиот хор Франце Прешен, каде што пеев долго години и девчини. Мојата песна се вика Земјата. Ги собрав цветовите во една китка и нанижав гердан од разноликост на градите. Го собрав житото од полска летина и нанижав патека широка до срцето. Ја вметнав мојата панделка од непребол за да не тагувам. Да го чувам моето татковината и дедовината на моите предци и да бидам македонка со става, глас и љубов кон минатото со борба изборено, за да не ме рушат, мачат, преговарат. Не сакам убедување и преговори за подобрите денови. Го сакам она што ми го создадоа моите дедовци и прадедовци. И сакам татковината да ми цвета, ама со наши дланки. Сета пот да ја излееме за нашите деца. Си ја сакам земјата. Благодарам. Јас најпрво ќе се заблагодарам на господинот Тасе Лазаров, бидејќи од него добив поканата да ја прочитам својата песна, посветена токму на селото Джидимирци. А исто така и сакам да кажам дека ми е чест и гордост што сум дел од сето ваше джидимирско семејство. Джидимирци. Джидимирци е село со спомени на стари и немоштени лица, чија историја е длабоко запишана на светата кирилица. Напуштени родни полиња со златна лозова жица и црвена и црна садница, а во Тиквишкиот крај најсладката лубеница. Во Джидимирци тишината владее, само тивкото ветре дрвјата што ги вее, раскажува и го носи гласот на славајот што заветно пее. Срушени темели на куќи, изградени од камење и кал, обраснати со трева и жбунови, едва и се гледаат за жал. Немите погледи и безгласните зборови, ткаени во тивки воздишки, даваат јасна слика дека селото повеќе не постои, Джидимирци што се вика. Затоа денес споменот на Джидимирци се слави и никогаш нема да се заборави. Благодарам. Благодариме на двете дами и за трудот вложен во изготвувањето на овие песни и за нивната интерпретација. Sorry.
Како и секоја година, и оваа година на поединци и установи кои што дале придонес во организирањето и одржувањето на Джидимирските средби, ќе им бидат доделени плакети. Го поканувам председателот на Граѓанскиот форум за Джидимирци, господинот Јован Лазарев и госпоѓа Марка Бумбаровска да асистира за доделување на наградите. Повелете. Градоначалници, Марија Нацева, градоначалник на општина Неготино. Огромна благодарност и чест ми представува оваа плакета која што денеска ја добив од страна на Граѓанскиот форум Джидимирци. И уште еднаш изразувам огромна благодарност до сите оние како организатори кои што се вклучени и ова е мотив поголем за мене, за уште поголема поддршка да даваме ние како општина Неготино и да продолжиме да ја негуваме традицијата на Джидимирчани. Ви благодарам. Градоначалничка на убавите зборови. Друг наш градоначалник, Кире Нацков, градоначалник на општина Градска. Победа Просторка. Нашиот голем поддржувач, постојано присутен на нашите средби, пратеникот Златко Пенков. Дозволете ми сосем накратко само да ве поздравам. Многу ми е лично, затоа што неколку години поред присуствувам на овие средби. Ве почитувам сите и извонредно ми е драго што господинот Јован одаде неизмерна почит кон оние кои што ме напуштија во меѓувреме. Јас само уште еднаш ви се заблагодарувам од срце и посакувам уште да бидеме помасовно присутни на овој настан до година и сите наредни години, да сте ми живи и здрави. Благодарам од срце. Одборот кој ги доделува овие плакети држи во тајност до самото доделување на кого ќе додели. Така да гледате малку има и возбуди кај тие лица, затоа што не беше најавено дека ќе бидат доделени дели плакетите. Јас во мојот говор го спомнав едно лице, Трајче Димитриев, кој што самиот почеток даваше поддршка, сами тој е джидимирски потомок по мајка, градоначалник повеќе ката на Демир Капија и поскумано доделувана плакета
Мислам дека сопругата негова е тука. Си извинам черката негова. Да ја поздравиме. Трајче беше задолжен за целата организација во селото, првите 3-4 средби ги правевме со големи настрешници, фотели, со се таму. Така што многу ни фали. Но ете, Господ сакаше поинако. Сега сакаме да дадеме признание на еден човек кој што овие наши средби ги издигна на врвно културно-уметничко ниво. Човекот кој што долги години го води овој прекрасен хор, овие прекрасни уметници и кој што е денеска полека го заменува Андреј. Томислав Шопов. Дозволете јас да се сетам. Маестро, уште еднаш во име на сите присутни благодарам што дека 9 пати ги разубавивте нашите средби. Исто така во мојот говор спомнав едно лице кое што најде разбирање уште на почетокот да го направиме спомен обележјето и да секоја година одиме и да го посетуваме. Генерал мајор Зоран Димов. Ова покажува дека ние, џидевирчани, не ги забораваме добрите дела на луѓето кои што ни помогнале да ги создадеме овие наши средби. Генерале, уште еднаш благодарам во име на сите. И уште едно лице кое што од првиот ден на подготовките, кој што ја направи релацијата со генералот, тој е нашиот другар, соселенец Глигор Станоев. Ние, како што го велиме, Гиго. Гиго е успешен бизнесмен и со риба го снабдува цело Скопје. Сите супермаркети во Скопје, рибата што ја купувате, Гиго со неговата фамилија е набавува. Гиго ме коригираше, не го снабдува само Скопје со рибата, и цела Македонија. Уште едно лице кое што како кртица секоја година работи, подготвува теренот тамо за да го посетиме. И е на свем Кире Камчев.
уште една заедничка фотографија и благодарност до сите. Се извинавам, би сакал само да се заблагодарам што сум денес заедно со вас. Почитувани драги домакини, почитувана публика, почитувана градоначалничка на Неготино, почитувани драги хористи и на Унов, не, Андре, но само ќе бидам многу краток, оди многу е важно, многу се важни джидимирските патеки. Хорот пееше ке со тисте стезице, каде се патеките джидимирски. Само на кратко ќе ви кажам за моите емоции за ова песна. Го почитувам Тасе Лазовски, каде е Тасе? Тасе Лазовски, ја бев во Словенија, работев 12 години, живеев, работев со хор и прв пат гостував во Целовец во Корошка. Таму ја пее прв пат ке со тисте стезице, стезица е патека. Значи, јас ја преведов песната на македонски, каде се патеките од она давнешно време, грмушки и зелена трева ги обрасе денес. Грмушките ќе ги скастрам, требате искусам и патеки пак и кренам како тие што некогаш беа. Тасе Лазовски секогаш во мислите му беа патеките джидими, од джидимици. Ова песна е со тисте стезице во душата на Тасе Лазовски. Мене ми се многу допаѓа и вие чувте како убава песна, а како да е створена за джидимирци. Вие денеска веројатно има доста и родени во джидимирци кои се сеќавате на вашите патеки, како и Лазе, кога Тасе, кога секоја година од Словенија доаѓаше во своето родно место да се прошета на своите патеки кои ве водеа до вашите домови. Благодарам многу на сите и да се посакувам уште повеќе средби до година, како што реков, уште помаслени да бидеме. Благодарам.
Почитувани дами и господа, тоа беше се за денешната програма. Ви благодариме на присуството и беше задоволство повелете да сме живи и здрави до година на јубилејните 10 джидимирски средби. И исто така повелете на скромен коктел во фоајето на Центарот за култура. Благодарам, имајте пријатен остаток од денот.